На вистината не и треба јавна поддршка за да биде вистина. А вистината е дека фудбалски клуб Вардар во последните 7 дена е навистина топ тема. Таа топ тема продолжува со најавите од страна, за жал не од официјалните средства алатки за информирање на клубот, туку доаѓа од некои профили и социјални мрежи на приватни лица и од известни спортски портали дека Боба Николов е новото заселување на Вардар евентуално. Зборуваме за персоната која може да ја донесе водата на Вардаровата воденица, зборуваме за родениот штипјанец, за вардарецот, за репрезентативецот и за голгетерот кој во овој момент му е потребен на Вардар, да не речам неопходен на Вардар, и за кого навистина не треба толку многу да гуглате, да истражувате по тие трансфер маркети фудбалски, како што беше потребно на оваа јавност за да виде кој се дојде летово во Вардар. Боба Николов го знае јавноста, го знаат сите, знаат дека има 46 надпревари за репрезентацијата, дека ги помина сите репрезентативни селекции, почнувајќи од 17, 19, 21 година, дека постигнал 4 голови во најсилната национална селекција. А оние кои не знаат дека е роден штипјанец, треба да знаат дека почнал да игра фудбал на 15 години за Штипска Брегалница, а неговата интернационална кариера оди преку Романија, Унгарија, Италија, Молдавија и завршува сега со, реков, евентуален, потенцијален и би сакале да биде среќен трансфер за Вардар. Од каде доаѓа Боба Николов? Зошто е интересно? Зошто мислиме дека градчето Пейтон, населбата Три Чешми, приградската населба која гравитира кон Штип, е местото кое го изникнала, кое го изродила, кое го направила овој фудбалер кој сега станува интересен за Вардаровата навивачка армија. Во продолжение на емисијата неколку интересни сегменти за Боба Николов и неговиот полуприватен фудбалски агол поврзан со штипското лоби. Сите ние кои сме инволвирани во овој јавен, да кажам, медиумски бизнес, понекогаш сакаме да пецнеме, да боцнеме, да испровоцираме, да предизвикаме реакција. Но понекогаш некои полуписмени луѓе кои обожаваат да пушат пура, наречени пурамени, кои се дипломирани географи, а кои мислат дека го разбираат фудбалот, а никогаш во животот не шутнале фудбал и не биле повисоко од помошен судија во Општинска фудбалска лига на Скопје, а кои се подпираат на некоја генетска лоза, си земаат за право да го окарактеризираат Три Чешми, приградската населба, како село и она што сите викаме, не си селјак како доаѓаш од село, него си селјак како се однесуваш. А пурамен, од моје лично искуство досега се покажал на многу наврати како баш она што го кажува дека е вистински селјак во однесувањето, а за тоа во некоја специјална емисија. А она што е карактеристично кога зборуваме за Боба Николов, за ова дете кој доаѓа од Три Чешми, на приградска населба која на времето во средината на 70-тите години го носеше името градчето Пейтон, бидејќи улиците и целата урбанизација е направена под агол од 90 степени. И од таму доаѓа асоциацијата за ова, го изнуди токму Боба Николов. Многу е интересно што многу близко ги знам мајката и таткото на Боба Николов, мои драги пријатели од штипското лоби, кои престојуваа на улица 9 мај број 9, каде што беше со целата љубов, да кажам, фудбалска, спортска, зачнат, почнат и изникна ова убаво момче, иако некаде 28 јули 1994 година, роден на Љубен Иванов 26 во Штипската болница, каде што се родиле многу познати имиња од политиката, од спортот, од бизнисот. 1 мал милион доктори, премиери, политичари се родени на истата адреса е роден Боба Николов и доаѓа од Три Чешми и настапува за
Вардар 2015-2018 година. Сега целата Вардарова навивачка армија со исчекување го чека Боба Николов да се врати за да го покрие, да го неутрализира тој трансфер маркет на овие фудбалери кои дојдоа, кои ги баравме низ Google, трошејќи време да видиме кој се, што се, како се, а за Боба Николов тоа не би треба. Интересно е, при градската насаба градчето Пејтон има фудбалски клуб Три чешми, за кој лично сум играл и сме взимале премии, сме биле плакени, имал организиран превоз, искрен и така натаму, а е формиран клубот 1950 година. 3 години после формирањето на Вардар постоел фудбалски клуб во приградската насаба Три чешми. Ирелевантно. Зборуваме за Боба Николов, зборуваме за полуписмените дипломирани географи, зборуваме за Пурамен, кој воопшто не може да направи дистинкција меѓу нештата и мисли дека неговото најголемо остварување е одбранетиот пенал на Биров, кога еден голман славен на Вардар го фати ударот од 11 метри. Боба Николов е сакан фудбалер, го сакаат и штипјаните, и вардарците, и неутралните фудбаломани кога игра за репрезентацијата. Вардар го сакаат многу луѓе се воздржани, има луѓе и кои не го сакаат и постојано во некои приватни пораки ми пишуваат: Мијалчо, престани, веќе ни се качи на таквото со Вардар, знаеме дека го сакаш, ама не е само Вардар. Но, за да влезеш во Вардар, за да раководиш со Вардар, за да бидеш евентуално председател, треба да те сакаат вардарците, да те сака публиката, да те поддржува публиката, дури и во најтешките моменти, кога губиш, да биде со тебе зад грбот и да ти го штити. Во случајот на Пурамен не е така. Во случајот на Боба Николов е сосема спортивното. Дај Боже Боба Николов, штипјанецот, вардарецот, голгетерот, репрезентативецот, кои сите го сакаат да дојде и да ја сврти водата на Вардаровата воденица за добро и зарано на сите кои го сакаат Вардар.